Бројките од пописот се поразителни. Политичка наместо статистичка операција. Пописот е нелегитимен. Не престануваат реакциите од како статистика ги објави податоците од пописот спроведен во 2021 година. Власта се фали со успешна статистичка операција. Опозицијата смета дека операцијата е некомплетна. Пописот ваков каков што е, во Република Македонија покажува алармантни бројки, кои што се поразителни за сите општини, освен за градот Скопје, и за целата држава. Особено со тоа што имаме преголемо иселување. Имаме 7,2% кои што го бойкотирале пописот, тоа се повеќе од 132.000 граѓани, а живеат во државата, имајќи во предвид дека дел од македонците овој попис го бойкотираа, бројките на Државниот завод за статистика требаше да се соопштат откако ќе се дефинираше припадноста на секој жител кој што не се попишал или не се изјаснил за време на пописот. Затоа денес имаме некомплетен попис во овој дел. И покрај низата негативни реакции, владеачката СДСМ се пофали дека пописот бил успешен. Успешно спроведен попис после 20 години, за прв пат комбиниран попис, кој што се спроведе во ек на пандемија, со сите заштитни протоколи и исклучително успешен. Кога 99% ќе бидат попишани, тоа е резултат со кој што не може да се пофалат ни многу развиени европски држави. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, на својот Facebook профил објави дека по 20 години во Македонија има појасна слика за населението. Македонија по 20 години има појасна слика во однос на вкупното население и процентот на заедниците во државата. Албанците се 29,5% од вкупното население и 24,3% од резидентното население. Додека во градот Скопје 22,8% од 20,04% во 2002 година. Додека Ахмети се фали, од левица критикуваат за фингиран попис под палката на ДУИ, најавија и кривични пријави. Левица не го признава овој попис, овој фингиран, апсолутно фингиран попис. Ние ќе бараме од позиција на власт да се изврши нов попис кој што ќе биде чиста статистичка операција и целиот овој случај ќе биде детално истражен начинот на кој што биле фризирани, именувани резултатите, внесувани луѓе во бази, сето тоа ќе се истражи и ќе следуваат кривични пријави. Во податоците од пописот се сомневаат и од Алијанса за албанците. На прв поглед ги изразуваме нашите резерви во веродостојноста на овој процес, особено во два сегмента. Над 132.000 жители, граѓани, се импутирани и не попишани на терен, додека ние сметаме дека бројот од околу 260.000 граѓани кои што живеат надвор не соодветствува со реалноста и со публикуваните податоци досега од страна на меѓународните организации. Европската комисија пак го поздрави пописот, нарекувајќи го големо достигнување, а обновените податоци за населението според нив ќе бидат од суштинско значење за демографските и економските политики во земјава.